Власта и опозицијата во клинч. Главните изведувачи се компании за производство на долна облека. Доволно кажува која е несериозноста. Артан Груби сега го треба да се поднесе оставка. Мојот коментар е дека надлежните институции и системот на оваа држава, голем дел од тие обвинувања треба да ги провери. Ако промената на уставот е од суштинско значење за државата, како ќе ги спроведете промените без опозиција, без поддршка од опозицијата? Јас се надевам дека сите ќе бидат вклучени. Македонија веќе на хартија не е федерална држава, но во пракса е федерална држава. Бомбастично најавен со голема доза на политиканство, со огласна табла и мајци во знакот на коридорот 8. Гледа дека во наредните 4 години 5 години дека од оние работи кои се договорени, кои треба да се изведуваат, за кои што веќе е потпишан договор, 96% ќе бидат носители на тие проекти странски компании. Това бяха петите парламентарни избори в последните 2 години. Със сигурност това е европейски, а може би и световен рекорд. Програмирањето ќе стане јазикот на иднината. Македонија и такако има одличен IT потенцијал. Власта и опозицијата во клинч. Може ли да се протуркаат уставните промени без ВМРО ДПМН? Дали ќе има промена на уставот или можни се предвремени парламентарни избори? Костадинов, како да се толкува оставката на генералниот директор на ЕСМ Ковачевски? Дали ова е почеток на прочистување на корупцијата и криминалот во високите ешелони на власта? Па јас би се воздржал во моментот од такви коментари. Промените се навистина нормална и честа појава. Најдобро за конкретниот случај нели може да даде информација и одговор Ковачевски. Во однос на оставката на директорот на Елем Ковачевски, ова е потврда на сето на што го зборувавме, дека се води една екстремно лоша политика во енергетиката, каде што многу се потврдила и каде што Македонија непотребно потроши стотици милиони евра во изминативе години. Но не мислам дека оставката е резултат на признание на неспособност, повеќе мислам дека е резултат на натрепартиски клановски битки помеѓу старото и новото раководство на СДСМ. Дали препознавате расчистување меѓу луѓето на Ковачевски и припадниците или соработниците на Заев? Да, баш на тоа мислев, затоа што Ковачевски беше експониран во претходната влада, а очигледно новиот кој што доаѓа е поблизок на некои други структури во СДСМ кои што се сеја во раководството. Лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајнов бара веднаш да биде разрешен вице-премиерот Артан Груби од позицијата координатор на проектот, капиталниот проект, како што го најави владата околу изградбата на автопатиштата, а кој ги гради Бехтел и Енка. Па вака, на одредени теми, одредени политички партиски структури, со одредени изјави, едноставно во дневното политиканство и политика сосема очекувани се такви изјави. Мојот коментар е дека надлежните институции и системот на оваа држава, голем дел од тие обвинувања треба да ги провери. И навистина треба да веруваме на институциите на системот, а не само нели на одредени дневно политички кажувања. Во однос на ова што го кажавте, знаете дека ВМРО ДПМН во изминативе скоро месец дена изнесе бројни сознанија поврзани со скандалозниот избор на надзор за еден вака значаен проект како што е изградбата на автопати во Македонија. Автопати во Македонија треба да се градат и мора да се градат, но начинот на избор на надзор каде што главните изведувачи се компании за производство на долна облека, доволно кажува која е несериозноста. Артан Груби сега го треба да се поднесе оставка, но мислам дека треба целата влада да поднесе оставка заради неспособност и расширена криминал и корупција. Бомбастично најавен со голема доза на политиканство, со огласна табла и мајци со знакот на коридорот 8. Започнува изградбата на најголемиот капитален проект, како што го најавуваше владата. Коридорот 8 и 10D низ цела Македонија. Сепак, изградбата на нови автопати од самиот почеток е обвиен со низа на контроверси, особено во делот на надзорот и баснословните паушали.
Во мистериозноста на одделни детали, особено околу фирмите или експертите што ќе вршат надзор врз градежните активности на Бехтел Енка, спаѓа и откриениот детал дека еден градежен техничар ќе зема 6.000 евра плата. Првите реакции на власта беа дека над 50% од изведбените операции, набавката на материјали, ангажирањето на работна сила, ќе биде од македонските ресурси. Овој проект што во јавноста го доби префиксот на груби, особено што токму вице-премиерот е назначен за главен координатор на овој голем капитален проект. Допрва ќе ја преокупира македонската политичка и бизнес јавност. Во меѓувреме, антикорупцијска и обвинителството отворија истрага. Во првата реакција за бенефитите и замките на овој проект, разговарам со председателот на Сдруженијето на градежништво при Стопанската комора, Андреја Серафимовски. Дали градежната оператива сега ќе биде целосно во функција на големиот, како што владата го најави, капитален проект Енка и Бехтел во изградбата на автопатите коридор 8 и 10Д? Добар ден, ви благодарам на поканата прво. Градежната оператива очекува одговор на ова прашање и го поставува прашање веќе подолг временски период, затоа што условите под кои што е направен тендерот и под кои што ќе се работи не се познати за домашните компании. Со оглед на тоа за кој интензитет се работи, а тоа е интензитет што нашата република никогаш го немала дури многу години пред тоа, така да очекуваме дека како здружение, како компании, дека ќе бидеме инволвирани во овој проект на задоволство на сите страни и очекуваме дека нашето место во овој проект ќе биде големо, затоа што со тоа не би добиле само компаниите, би добиле и на развој и на луѓето и на државата. Дали се плашите всушност дека градежната оператива ќе биде домашната, говорам, умртвена на некој начин, имајќи во предвид дека многу често се ангажираат надворешни фирми? Тоа е случај во последниве 5-6 години и за тој случај ние како здружение при Стопанската комора реагиравме многу пати. Дури на последната пресконференција со синдикатите истакнавме една карта во која што се гледа дека во наредните 4 години, 5 години, дека од оние работи кои се договорени, кои треба да се изведуваат, за кои што веќе е потпишан договор, 96% ќе бидат носители на тие проекти странски компании, само 4% преостанува за домашните компании. Таа бројка ни покажа голема загриженост како домашни компании и заради тоа нашата активност сега е зголемена како здружение, се со цел да лобираме и да си го најдеме своето место. Доколку поучени од досегашните проекти како се одвивале, поучени од тоа како работат компаниите кои денес имаат потпишан договор во нашата компанија, сериозно сме загрижени за тоа што ќе се случува во идните години и се надеваме дека нашата држава, тоест владата, ќе најде начин како тие домашни компании да бидат инволвирани во сите овие проекти, затоа што во моментов кога гледаме по потпишани договори, ќе видиме дека нашите компании како главни изведувачи на капитални проекти во наредни 4 до 5 години имаат потпишано договори во вредност од 800 милиони евра, а таа вредност една наша домашна компанија ја реализира за една година. Значи, во моментов има мал простор на домашните компании. Ние како здружение апелиравме и државата да потикне развој, да ги потикне домашните компании да се развиваат, не само да работат, затоа што бенефитот е во развојот, а не е во работата. Така да цениме дека загриженоста во моментов е огромна кај домашните компании. Сериозно сме загрижени доколку не би се инволвирале во овие проекти што ќе биде со домашната оператива и мислиме дека на крајот ќе се задоволат и страните кои ние ги презентираме и ги промовираме и дека ќе биде на задоволство на сите. Зошто стравувате дека градежната оператива може да биде ставена, условно кажано, под клуч? Дали може би изградбата на делницата кон Охрид всушност беше јабер до домашните градежни компании, дека може би не знаете или не умеете да испорачате резултати, па затоа се бараат градежни компании од надвор? Нашата оператива е докажана низ годините, како на домашниот пазар, така и на странските пазари. Ако нешто оваа држава имаш да се пофали, тоа е
градежна оператива и градежен сектор. Ако овој сектор знаеме дека вработува 7% и представува 7% од сите деловни субјекти и ги знаеме сите оние успеси кои ги имале нашите компании, како во Либија, така во Украина, така во Хрватска, во Босна и Херцеговина, ќе сватиме дека оваа држава изградиле и дел од другите држави изградиле домашни наши фирми. Значи не можеме ние да се повикаме на фактот дека домашните фирми немаат капацитет, па тука ни се потребни странски компании, доказите се на наша страна. Значи, поготово, оно што се случува во последните 10 години, видете го, сите оние патишта што се направени, сите оние рехабилитации, реконструкции, експресни патишта ги направија домашните компании. Ние во минатите 5 години, 6, мал број на проекти беа завршени, меѓу кои беше завршен експресниот пат Крупиште-Штип. Тоа го изградија домашните компании. Значи, ние како здружение апелираме и ностоп се бориме да ги подобриме бизнис условите, да влијаеме и ги подобриме бизнис условите во кои градежништвото обстојува и се развива, и тоа е на некоја наша заложба за која што како здружение, како нефинансиско, како доброволно се грижиме и мислиме дека можеме да таа цел да ја оствариме. И значи условите да бидат подеднакви за сите, како за домашните, така за странските компании. Во моментов што се случува? Во моментов се случува во нашата држава домашните компании не можат да ги задоволат условите на пропишаните тендери кои ги финансира ЕБРД, Светска банка, Европска банка за развој, затоа што критериумите се многу големи. Од друга страна, во странските држави, за истите тие проекти, за истиот габарит, истата големина, нашите компании можат да ги задоволат условите, а од друга страна, доколку учествуваат нашите компании на јавни набавки кои се финансирани од домашната економија или од буџетски пари, тука се соочуваат со голема нелојална конкуренција, како прво, и се соочуваат со еден оголем проблем, а тоа е законот за јавни набавки, кој што низ годините ствара огромни проблеми, како при негова настап при евалуација на понуди и спремање на тендерска документација, така и во извршувањето на работите. Значи, добра компанија македонска во моментов има многу големи проблеми, затоа што ни се наоѓа на долниот крак да може да работи кои не се квалитетни, нити би ги задоволува условите кои ги пропишуваат банките. Во тој случај ние едино можеме да апелираме на државата да ги процени потенцијалите, да ги процени капацитетите на домашните компании, се со цел да можеме од домашната економија да направиме бренд. А не ни требаат увоз да не увезуваме странски компании да ни градат патишата, затоа што ако се вратите назад 5-6 години, ќе сватите дека 80% од оние странски изведувачи кои ги изведува патиштата ги раскинаа своите договори. Чи тоа беше примерот на Тирена Скави, на Куманово Ранковци, тоа беше примерот на Рубау, на Градско Прилеп и уште многу такви примери. Еве, пошто го спомнавте Кичево Охрид главен изведуваше Синохидро. И не можеме да го препишеме неуспехот на домашните компании. Кога сме кај проектот кинески провизии, изградбата на автопатот кон Охрид. Дали изградбата на Бехтел Енка може да биде реприза на предметот, односно изградбата со Синохидро? Значи, тоа не би можеле ние како здружение, нито ја како претседател да го оценам, затоа што ние како здружение немаме увид во договорот што е подпишан, уште немаме видено што точно ќе се случува на тој проект. Можеме само да нагаѓаме, можеме само да разговараме за податоци кои ги имаме неофицијални, но договорот каков таков подпишан го немаме на увид и стварно би било неблагодарно од нашата фела да коментираме нешто што не сме го виделе. Не ви изгледа помалку симптоматично што немате на увид нешто за што се говори дека е капитален проект? Јас се надевам дека тоа и документ ќе биде јавно објавен и дека ќе може да биде на увид на сите граѓани, како што беше впрочем и договорот со Синохидро, кој беше јавно објавен и можеше сите да го прочитаат. И се надеваме дека сега е подпишан, дека во брзо време ќе можеме и ние да го видиме. Со тоа што има клучни разлики помеѓу двата проекти, не би било благодарно да ги споредуваме. Ние единствено што можеме да кажеме дека сме против тоа договарање во 4 очи. Значи, против дозволување на услови кои се мимо условите во Законот за јавните набавки во нашата република, затоа што знаете како ние имаме дома компании кои бројат 200, 300, 500, па и имаме компании по 1000 луѓе што вработуваат. За нив важат одредени правила во државата, подкрепени со закони. Доколку тие правила се прекршуваат, а тоа се е на сметка на друга компанија која не реализира тука и не се соочува со тие проблеми, тогаш за нас тоа се нефер услови на пазарот. Постои ли опасност во оваа екстензивна изградба на станови и интензивно банкарско кредитирање
да се доведеме до поголема хипотекарна криза? Значи јас сенам дека тоа нема да дојде, зашто Македонија е едно специфично подрачје, да го се споредиме со другите земји од регионот, ќе сфатиме дека не сме уопште нити слични, а не сме ни многу различни, но сме единствени. Значи, кај нас има општини и градови кои што имаат голема трансакцијска активност и кај што секогаш се бара стан повеќе, додека сето друго останато е сосема спротивност. Има многу поголема понуда од побарувачка и скроз се други тековите. Значи, во една мала држава имаме два спротивставени текови. Така да и во моментов, оние што се атрактивни општини, а тоа е општина Центар, повеќето општини во градот Скопје, општина Битола, општина Охрид, се општини каде што се уште побарувањето е огромно. Како го објаснувате овој феномен на зголемена побарувачка, а намалена понуда во услови на голема криза? Ние перманентно сме во некаква криза, а луѓето купуваат стан и покрај тоа што квадратурата на становите нагло е порасната. Не треба тоа да не чуди, еве само да го земеме последниот пример со ковид кризата, ќе сфатиме дека сите оние луѓе кои има недвижнини инвестираа во недвижнини до 2020 година, сега вредноста на тие недвижнини е зголемена 30 до 40%. И не треба да не чуди зашто луѓето баш во недвижнини сакаат да ги вложуваат своите пари, кои се сигурно подобра инвестиција него да ги чувате во банка за некоја камата која не е многу голема, или па да не ги уопште употребувате и ги чувате за као некоја сигурност. Значи, единствениот доказ дека недвижнината се исплати, поготово во општини кај што вреди, се виде во ковид кризата. Сега тие луѓе што уложиле до 2020 година сите се побогати за 30 до 40%. И тоа не е тајна. Друго, голема побарувачка кај нас исто е специфика зашто е тоа така, затоа што имавме во многу општини мораториуми за градба, не се градеа згради, као општина Центар, и во општина Центар сега верувајте дека поборовачката за добар стан, квалитетен стан е огромна. Затоа што ако се вратиме 4-5 години уназад, ќе сватиме дека многу мала понуда имало заради мораториум, исто се случува и со општина Охрид, а побаровачката била се поголема зашто луѓето сакале да инвестираат, а не се случувало тоа во година-две, тоа се случувало во 3-4 во голем временски период. И сега, и затоа можеби цените на становите во овие општини малце се повисоки него очекувано што би требале да бидат, затоа што едноставно поборовачката е многу голема. И затоа имаме широколикост на цени кои се нудат на пазарот. Например, во општина Центар, ако видите, ќе видите дека се нудат станови од 1500 евра до 2300-400, дури има и 2500. Значи, нема стандардна цена која можеме да кажеме дека е повисока од претходната во проценти, затоа што поборовачката баш го диктира она да некои станови кои се стварно на добра позиција, а нема многу такви, да може да ги нудат своите некои градители, да ги нудат им по многу повисока цена од тоа што би можело и човек да плати, а и што во моментот вреди. Но очекувам дека оваа година ќе се случи стабилизација, затоа што многу дупови, поготово во овие општини се проидени, ете гледаме во општина Центар многу дупови се изгласаа, и дека сега ќе се зголеми побарувачката и очекуваме да има некоја стабилизација на цена. А побарувачката дека ќе отпадне, да, ќе има влијание, покачувањето на каматите, банкарскиот систем ќе има влијание, но сепак верувам дека инвестициите и нивната доходовност во идните години ќе има исто така битно влијание да луѓето купат стан или недвижни на повеќе. Благодарам за гостувањето во емисијата. Поштовани речи, тоа беше Андреја Серафимовски, претседател на Комората за градежништво при Стопанската комора на Македонија и дел од менаџерскиот тим на Гранит. Следете не. Мицковски го иницира хрватскиот модел како држава на еден народ и сите етнички групи. Ковачевски пак се брани со така наречен македонски модел за нови амандмани во Уставот. Тоа е едно од актуелните жешки коти во политичките тензии меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Подпредседателите на двете најголеми македонски партии, Александар Николовски и Перо Костадинов во Трилинг. Господин Николовски, дали хрватскиот модел што го инициравте како опција за доаѓање до решение за промена на Уставот, значи дека сте согласни за влез на бугарите во преамбулата? Тоа се две различни прашања. Долго време во јавноста се зборува дека е потребно европско решение на проблемот кој што Македонија го има во однос на европските интеграции. Долго време двете владеачки партии, СДСМ и ДУИ, зборуваат дека Хрватска може да е пример кој што може да се следи. Ние затоа велиме, доколку Хрватска е модел кој што може да се следи, дајте да ја прекопираме преамбулата од Хрватскиот устав и јасно да напишеме дека Македонија е национална држава
на македонскиот народ, во која што исто така живеат и националните малцинства и да се наредат сите национални малцинства кои што се појавуваат во пописот на секој попис кој што го има Македонија. Например, во Хрватска такви се 22 национални малцинства. Значи, точно да дефинирање би било Македонија е национална држава на македонскиот народ и националните малцинства кои што живеат во неа. Мислам дека после 30 години порази на македонскиот народ, од промена на знаме, преку 2 пати промена на име, неколку пати промена на устав, до финалната промена на името, време е и другите политички субјекти во Македонија да покажат зрелост. Пред се мислам тука на политичката партија ДУИ, која што 20 години ги ужива плодовите на власта и нешто конечно да добијат и македонците, а тоа е дека ова е национална држава на македонскиот народ. Тоа е нашиот предлог, тие претходно го зборуваја, така што не гледам пречка зошто не би се прифатил и мислам дека конечно ДУИ нема да е кочничар на евроинтеграциите на Македонија и на почетокот на преговори на Македонија со Европската Унија. Уште помалце мислам дека ДУИ би биле за тоа Македонија и Албанија да се одвојат, затоа што нели ако Македонија не почне преговори, тоа ќе се раздвои од Албанија, така што еве фрлена ракавица за ДУИ, конечно нешто да добие македонскиот народ, да престанат со злоупотребите кои што ги прават и да нема одвојување од Албанија. Мислам дека отварањето на Уставот и уставните измени кои што треба да следат поради една од најзначајните стратешки државни цели, тоа е нашето интегрирање во Европската Унија, мора да има пред се сериозен пристап од сите политички чинители на ова општество, најмногу од најсериозните политички партии, нивните отворени и луѓе кои што ги водат партиите во моментот. Затоа сметам дека на тоа прашање мораме сите да му пристапиме со висока општествена и колективна одговорност, бидејќи се работи и за иднината на државата. Голем дел од тие изјави беа исподелени и кажани според мене на несоодветни места и искористени во дневно-политичките реторики. Македонскиот модел значи да ја следиме констелацијата во која што ние се наоѓаме и каде треба да се движиме понатаму. И навистина, ќе повторам уште еднаш, сум оптимист дека сепак без разлика на тоа што прашањето е многу често злоупотребено, а не сваќаме колку може да биде значајно и да има далеку сежни последици за еднината на оваа држава, дека ќе го решаваме навистина на начин на кој што тоа ние го заслужуваме како граѓани на една модерна европска земја. Ако уставните промената на уставот е од суштинско значење за државата, како ќе ги спроведете промените без опозиција, без поддршка од опозицијата? Јас се надевам дека сите ќе бидат вклучени и верувам дека и ВМРО-ДПМН ќе се вклучи во процесот, бидејќи се работи за многу значајно прашање, за кое што голем дел и од македонскиот народ нема дилеми дека треба да се интегрираме. Ние сме за преамбула во која што Македонија ќе биде дефинирана како држава на национална држава на македонскиот народ и националните малцинства кои што живеат во неа. А за овој предлог кој што во моментов го туркаат СДСМ и ДУИ, ние не сме и сме окажале тоа и нема да поддржиме промена на уставот со цел влез на бугарите во уставот. Во овој дел уште едно кратко прашање. Со вашиот став и предлогот за употреба на хрватскиот модел провејува становиштето дека имате некакви предрасуди или дека стравувате од можна федерализација на државата? Па таа не е можна, таа се случува. Македонија во моментов има функционална и јазична федерализација. Функционална затоа што со израмнувањето на македонскиот народ со останатите така наречени делови од народи, тоа се направи многу тивко со Преспанскиот договор, кога се избрише еден клучен дел во преамбулата, каде што пишуваше дека граѓаните на Република Македонија, запирка, македонскиот народ, запирка, како и граѓаните кои што живеат во Република Македонија, а се дел од, и беа наброени,
албанскиот народ, турскиот народ, српскиот, влашкиот и ромскиот. Тој дел се избриша, кој што вели и граѓаните на Република Македонија кои што се дел од, и македонскиот народ целосно се израмни со албанскиот народ, турскиот народ, српскиот, ромскиот и влашкиот народ, и на тој начин Македонија е веќе функционална федерализација. Во однос на јазична федерализација, на сите ни јасно дека Македонија има двојазичност, така што Македонија веќе на хартија не е федерална држава, но во пракса е федерална држава. Тоа е првата поента. Втората поента, зошто ние го предлагаме хрватскиот модел? Покрај тоа што мислиме дека конечно македонскиот народ треба нешто да добие во овие 30 години македонска држава, затоа што тоа беше предлог на власта. Има неколку пресконференции на Димитар Ковачевски во изминативе скоро година дена, можат сите да ги видат и да ги најдат, каде што тој предлага хрватски модел, како и на Бујар Османи, кој што е представник на ДУИ, кој што исто така предлага хрватски модел. Голем дел од тезите кои што се изнесуваат во јавноста, според мене и во несоодветно време и на несоодветни места треба да бидат разговарани од страна на експертски групи каде што сите чинители имаат покана да се вклучат. Навистина, јас сум оптимист и верувам дека секој еден македонски пратеник, застапник на граѓаните во Македонското собрание ќе знае правилно и искрено да донесе одлука. Сите тие модели за кои што се разговара во моментот, сум убеден дека имаат само за цел да кренат партиски рейтинг, кој што во иднина може да биде само на штета на државата. Господин Константинов, застарува дел од судските предмети, долги се постапките околу расветлување дел од судските случаи. Граѓаните изгубија доверба во обвинителството, во судството. Дали не ви се чини дека денес сме сведоци на надградено и проширено сваровски судство? Изгубената доверба веќе во повеќе извештаи на повеќе истражување на јавното мислење станува факт со кој проблем со кој што навистина мораме системски да се зафатиме. Навистина сум убеден пред се лично дека не можеме да напредуваме во ниту една друга сфера доколку немаме правичност, праведност, правда, доколку институциите на системот не функционираат, доколку оние кои што нанеле штета и злоупотребиле посебно јавна функција и јавни ресурси не одговараат соодветно. Тоа во голема мера изминатиот период го задушуваше македонецот, бидејќи не беа во прашање само материјалните причини, туку и нематеријалните причини кои што на некој начин рефлектираат неправда и нефункционалност, одовлекување на одредени состојби кои што треба да бидат брзо завршени. Ниту еден, секој еден од нас треба да биде свесен дека ние во одредени сфери покажуваме напредок. Не е многу одамна Македонија беше третирана како заробена држава, денеска е демократија со одредени недостатоци, но на полето на правосудството, на ова за кое што ме прашавте, навистина мислам дека наредниот период мораме да работиме многу и мораме да работиме системски. Голем дел од амбиентот во кој што живееме и ќе се развиваме, ќе зависи од тоа. Застаруваат судските предмети, долги се постапките за правда, луѓето изгубија, речиси, доверба во делителите на правдата. Дали времето на тефтерчињата и сваровски судството сега се заменува со инсталации на ДУИ и СДСМ? И постои ли притаен дил меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ за меѓусебно заштитништво? Кога вие ќе дојдете на власт, да не ги гоните претходниците? Па како беше надградено и проширено, мислам дека негативното влијание во судството и обвинителството е далеку понадградено и попроширено.
Во однос на дил таков дил нема, затоа што 3000 членови на ВМРО-ДПМН по разни основи во моментов се под некаков прогон, дали се во предистрага, дали се во истрага или се во судски процес, така што тоа е далеку од било каков дил, како и тоа да ја потсетам јавноста дека ВМРО-ДПМН е се уште единствена политичка партија во Македонија на која што целокупниот имот е блокиран и банкарската сметка од 12 месеци, 9 месеци е блокирана. Ние знаеме како функционираме, но тоа е далеку од било каков дил. Тоа е прво, а второ, можам јавно да кажам дека првата работа што ќе ја правиме после промената на власта е да ги ослободиме судството и обвинителството со цел да можат да се позанимаваат со криминалот и корупцијата на сите претходни власти, но и на оваа власт, затоа што мислам дека е смешно влегува оваа влада на СДСМ и на ДУИ во 7 година владење да нема скоро против никој од актуелната власт прогон за ништо при толку бројни афери кои што одат во јавноста. И има уште еден дел кој што ме загрижува. Тоа е дека во минатото многу зборувавме за високо профилирана корупција, која што постои и сега, но сега од тоа што го слушам од сите граѓани со кои што имам средби, корупцијата е спуштена од највисоко до најниско ниво. Евидентна е агресивноста без одговорноста, па дури и суди на апелација свесно, веројатно, држат предмети во фиока со цел тие да застарат. Председателот на кривичен им дели лекции на останатите колеги кои се и над него. Можна ли е правда со вакво селективно судство? Не, судството е апсолутно селективно и јас нема ова да го кажам прв пат. Мислам дека бев и прв што го кажа во јавност дека постои коалиција во која што поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање треба да биде амнестиран и еве годиниве покажаа дека е амнестиран преку вакви судски превиди кои што ги споменавте. Така што јасно е дека таа коалиција функционира во праксата. Конкретни случаи и изјави на вистина не би навлегувал да ги коментирам, но пред се, како што ви реков и претходно, како млад човек, сум сигурен дека нематеријалните услови и фактори во државата се во моментот многу позначајни од самите екзистенцијални фактори. И затоа од нас, од сите чинители на општествениот живот, зависи какво општество ќе развиваме. Многу често и во многу наврати сме биле сведоци како едноставно условите овде во кои што се живее, се задушени баш од политиката. Било тоа да е спортот, било тоа да е културата, во најразлични сфери. Затоа верувам дека малку треба и да го изрелаксираме граѓанството пред се од дневнополитичките теми, бидејќи ако ги разгледаме детално, ќе сватиме дека македонската политика секој ден прави фатална тема, како се да е прашање на живот или на смрт. И го толку тероризира македонскиот граѓанин да не може да ужива во основните работи кои што за мене се многу побитни и кои што представуваат вистинска вредност. Затоа сметам дека не само од правосудниот систем, туку политиката треба да биде надвор од многу други сфери. Значи, треба да оставиме граѓанството да се развива на начин во кој што главна цел ќе не биде да развиваме граѓанска држава во кој што вистинските професионалци во својата област ќе развиваат својата област. Ние на дневна основа имаме полно експерти кои што се компетентни да дискутираат на сите теми. Не можам јас во моментот да бидам компетентен да дискутирам одредена тема или, например, правосудство. Тоа треба да го направат експертите од таа област. Јас можам како коментатор да кажам што мислам дали функционира или не функционира. Неизбежен коментар би сакал од вас да слушнам околу зголемувањето на платите на функционерите. Што вие мислите? Треба ли да се намали коефициентот на примањата кај функционерите во време на криза? Во моментот мислам дека треба. Тоа е одлука на Уставниот суд, која што нели е конечна, но постојат многу механизми
за да се прават промени наредниот период. Основицата беше замрзнати од страна на владата, практично тоа беше и главниот аргумент пред Уставниот суд, на ете беше укината, владата излезе со свое соопштение, па и СДСМ дека се разгледуваат најразлични можности, вклучувајќи го нели намалувањето на коефициентот за тоа да биде сразмерно и да одговори на состојбите и констелациите во кои што реално во моментот битисуваме. Навистина сметам дека секој еден од кој што користи јавни ресурси и финанси треба да биде слуга на граѓанинот. Ако тоа е одлуката на Уставниот суд, прашање како е донделено, тоа е друга работа. Во тој случај треба да се намали така наречениот коефициент за сложеност на трудот и на тој начин да се прилагодат платите на она што се плати сега. Тоа е едниот начин и затоа се уште има време, затоа што плати по нов систем се уште не се исплатени. Вториот дел, за кој што мислам дека отворено да зборуваме во јавноста, е немањето основен диалог во јавност, на кој што ќе зборуваме отворено за работите. А тоа е, кои се мотивите на луѓето кои што влегуваат во политика? Затоа што е невозможно средно позиционирана, да не зборувам за високо позиционирана компанија во Македонија, да има за 7 до 10 пати повисока плата за врвниот менаџер од платата на претседателот и премиерот на државата. И тоа се прашања кои што сите одбегнуваат да ги отворат, затоа што се оди на еден гол популизам. Така што мислам дека решението е во две насоки. Прво, сега апсолутно не е време за зголемување на плати заради општата криза која што постои, но во иднина, во едни порелаксирани односи, се надевам дека оваа криза ќе заврши, не дај Боже да трае долго и да трае вечно, и мора да отвориме дебата кој е мотивот на луѓето кои што влегуваат во политика, која е наградата која што ја добиваат и која е казната. Платите кои што можеби голем дел од функционерите кои што имаат огромни обврски и кои што навистина можеби во состојбите во кои што сега функционираме нели на кризи, на зголемени инфлации или слично, а и претходно по многу истражувања покажале дека истите тие плати во голема мера го зголемуваат и степенот на корупција кај просечниот македонски функционер. Но платите мора да растат сразмерно. Тоа значи дека сите други вработени во јавниот сектор, па и во приватниот сектор, мора да бидат во корелација. Не можеме да имаме такви проценти, барем тоа е мој став. Но на истото прашање мора да се работи системски. И не сме да се користи оваа тема во дневно политиканство. Значи, мора да се разгледува во поширокиот контекст во кој што функционираме. Така да јас сум тука прилично јасен и немам двоеби околу тоа. Енормното покачување на платите на функционерите создава гнев и незадоволство меѓу обичните граѓани, пензионерите, синдикатите, функционерите и од власта и од опозицијата со свој размислување. Пред речиси една недела, односно во минато неделното гостување во Трилинг на претседателот Пендаровски, шефот на државата со свој видувања по одлуката на Уставниот суд. Еве дел од тој разговор. Ова што вие го кажувате, мислам дека одлука од пред 2 или 3 дена на Уставниот суд е поразувачка. Ја би сакал да го искоментирам пред воопшто да стане тоа предмет во јавноста. А треба да стане. Уставниот суд поништува еден член од Законот за плати, во кој платите на функционерите, претседатели, пратеници, министри, се врзани со коефициенти. Трите претседатели кај нас држава, влада, собрание, например, јас имам 4,5, коефициент 4,5. Значи 4,5 просечни плати. Меѓутоа, просечната плата денес во Македонија е 32.000 месечини, а основицата на која се рачунат тие 4,5 плати, просечни, е застаната некаде 2012. Не е менуван. Уставниот суд сосема коректно, правнички, вели, ако пишува претседателот прима 4,5 просечни плати, Завод за статистика официјално вели, тоа е официјална институција, просечната плата е 32.000 и рачунајте се пута 4,5 и плюс стажот. И тоа важи за сите функционери.
Значи, од аспект на правото, Уставниот суд е во право. Од аспект повторно на кривичниот законник, непочитување на одлука на Уставен суд е кривично дело, што можеш да почитуваш. Меѓутоа, јас сакам однапред, со време што се вели, да апелирам до владата, да го промени тој дел од законот за плати, значи со еден додавање на еден член и да каже, бидејќи ситуацијата знаеме сите, невкусно е мојата плата од сегашните 93.000 да биде, не знам, 150.000 или на премиери, на спикер на парламент или на министри од сегашниот 80 да биде 130. У оваа ситуација, која велиме дека имаме кризи кои се мултиплицираат и само се засилуваат, со овие цени на продукти, со оваа инфлација, со војна во Украина, со перспективи кои се нејасни од аспектот на војната, сите пазари се пореметија и сега во овој момент мене и на функционериве да ни даваш плата поголема за 50 или 70%. Значи, велам, правнички е коректно, ако владата мора да направи брза интервенција во законот за плати и да каже, например, не мора да биде мојот коефициент и нивниот 4,5 или 3,5, нека биде 2. Мораме да ја носиме оваа криза и економски и секаква еднакво на плеќите. Не е да зголемуваме плата кога сите други од двај крпат крај со крај. Това бяха петите парламентарни избори в последните 2 години. Със сигурност това е европейски, а може би и световен рекорд. ГЕРБ на Бойко Борисов спечели отново, но само с 2% повече. Въпреки своето обединение, либералната градска коалиция между Продължаваме промяната и Демократична България не успя да излезе на първо място, което очакваше, дори не успя да вземе гласовете, които двамата участници взеха по-отделно миналата есен. Така отново се потвърди правилото в политиката, че 2 плюс 2 не винаги прави 4. Понякога прави 5, в случая направи 3. Един от безспорните победители бяха радикалните националисти от Възраждане, които се класираха на 3-то място и техните гласове непрекъснато растат. Но Възраждане няма и не иска да се намеси в бъдещите коалиционни преговори, защото иска те да бъдат по техните правила. А техните идеи, идеите на Възраждане са толкова крайни, че не могат да се съвместят нито с останалите политически сили, нито с мнозинството от българите. Изненада беше това, че партията Има такъв народ на шоумена Слави Трифонов отново влезе в парламента. За вашите зрители може би е важно, че темата с отношенията между България и Северна Македония въобще не беше част от кампанията. Причината е вероятно тази, че българското обществено мнение смята, че топката е в Скопие и че всичко, което предстои да се случи в тези отношения, зависи изцяло от волята на политиците и обществото в Северна Македония, от тяхната готовност за диалог с България и за път към Европа. Какво обаче ще се случи в България? Изборите не дадоха ясен отговор за властта и за изхода от политическата криза в България. Напрежението беше толкова голямо, че представителите на първите 2 политически сили не казаха и една дума в изборната нощ и в деня след това. Абсолютен прецедент в българската политическа история. Едва в края на вторник започнаха някакви доста плахи и предпазливи изявления. Повечето коментатори тук смятат, че изходът от политическата криза трябва да бъде някакво разбирателство между първия и втория, между ГЕРБ и коалицията между Продължаваме промяната и Демократична България. Те нямат различия по много от важните въпроси. И двете сили са евроатлантически, и двете подкрепят Украйна, и двете са по-скоро за либерална политика в икономиката. Но те имат безмилостен сблъсък по въпроса за корупцията, по наследството на ГЕРБ, която управляваше 12 години преди това. Именно този сблъсък роди българската политическа криза. Нещо повече, когато за кратко управляваше миналата година, Кирил Петков, който сега е на второ място, даже арестува за кратко време Бойко Борисов, който сега е на първо. С други думи, проблемите са и много лични. Така че подобно разбирателство ще бъде много трудно с много компромиси.
Явно обаче друг път няма, иначе трябва да се ходи на нови, шести поред избори. Бойко Борисов вече призова към някакъв вид разбирателство, към сътрудничество и към съставяне на редовно правителство. От друга страна, Продължаваме промяната, която е участник във втората коалиция, твърди, че няма да се коалира официално с Бойко Борисов и няма да подкрепи правителство с мандат на ГЕРБ. Виждате сами колко трудно е всичко. Но България няма друга криза, освен политическата. България няма икономическа криза, освен инфлацията, която е общо европейско, общо световно явление. България има политическа криза. Тя е безпрецедентна и този път политиците ще се опитат да я разрешат. Поврзување на технологијата со бизнисот како главна мисија. Дали ги поместуваме стереотипите дека IT индустријата треба да биде доминирана само од мажите? И каква е улогата на жените во технологијата денеска во земјава? Вечерва во Трилинг разговарам со Моника Ризовска, менаџер за бизнис и развој. Се наметнува како теорија дека програмирањето ќе стане јазикот на иднината. Дали тоа значи дека IT индустријата ќе ги засани сите актуелни работни позиции кои што ги имаме во моментов? Така, дефинитивно забележан голем тренд на IT индустријата, особено во последните години. Гледаме зголемен раст на повеќе професии, значи професии што можеби претходно воопшто не сме ги ни познавале, нити сме знаеле дека воопшто ќе излезат. Денеска постои ранг на различни професии во IT индустријата, каде што секој со различни познавања може да најде, да се пронајде себе си во таа технологија. Верувам дека дефинитивно секој човек ќе треба да биде запознаен се повеќе и повеќе со технологија, без разлика во која индустрија работи, затоа што неминовно е да ја користиме технологијата и нормално самиот бенефит на самата дигитализација. Вие сте речиси повеќе од една деценија во IT индустријата во земјава. Слобода, добра заработувачка, флексибилно работно време, шанса за голем напредок, што беше пресудно да се одлучите за токму ваква професија, со оглед на тоа дека вашето образование било започнато на економскиот факултет во Скопје? Знаев дека сакам да работам во интернационална средина, знаев дека сакам да учам многу работи често и знаев дека брзорастечка индустрија е токму IT индустријата. На моја голема среќа, тогаш мислам не знаев дека постои професија што можеби ќе ми одговара. Бев исконтактирана од самиот работодавач, тогашен една од поголемите IT компании и само што влегов во IT компанијата сватив дека тоа е тоа место каде што сакам и понатаму да останам и да се развивам. Бенефитот, ако се дел од IT индустрија, што постојано мора да учиш и да се надградуваш. Значи не е професија која што бара, која што може секојдневна се повторуваат и е репетитивна. И тука е убавината каде што постојано имаш нови предизвици, нови работи за учење, нови тимови, нови клиенти, нови проекти и нови предизвици. Колку нашава земја ги следи глобалните IT трендови во моментов? Така. Јас сум многу фасцинирана што имаме бројни експерти и феноменални луѓе талантирани кои што докажано покажуваат дека Македонија и како има одличен IT потенцијал. Имаме различни профили кои што покажуваат и како дека наши луѓе можат и како да успеат и нормално да креираат и да бидат дел од некоја поголема приказка и поголема дигитална платформа која што многу јасно позната. Во светски рамки, само 16% од жените стигнуваат до менаџерска позиција во IT секторот. Во компании, како што веќе споменавме, Google, Apple, Facebook, Microsoft, околу 23% од вкупниот број на вработени се жени. Каква е половата застапеност во нашата земја? Родовата еднаквост, ако може така да се представи како момент. Според последните уписи на Финки гледаме значителен пораст на запишани студенти на Финки. И сега ќе видиме нормално колку луѓе ќе завршат, не е само да се запишеш. И гледаме дека постои пораст дефинитивно. Не е значително голем, не доаѓаме до изедначеност, меѓутоа расте и потребата на кадри и расте и побарувањето. Со тоа е нормално и студентите гледаат дека е атрактивна професија, дека е веќе нормално во тренд влезено да си во IT професија. Меѓутоа морам да признаам дека како жени и самата природа на жената представува
пречка во одредени работи, пример нега на семејство, грижа на семејство, раѓање на дете, нели, грижа на самото дете, прави одреден застој во кариерата, иако нели ако се сака се може, меѓутоа сепак е тоа биолошки дека нели барам 1 година до 2 години секоја жена доколку сака да формира семејство, мора да се посвети на нели тие 2 години да ги помине понеко. Ја споменавте иницијативата глобалното движење, ако може така да се нарече Women in Tech Македонија. Вие сте амбасадор на ова движење. Колку девојките во земјава се расположени и имаат потреба од ваше кариерно придвижување или мотивирање? Што е најчестата препрека која што или предизвик која што ја чувствуваат на прагот да одберат професија во IT индустријата? За жал, многу често владее стереотипот дека некои професии каде што нели доминира машкиот пол се конкретно нели машки професии. Со Women in Tech и со Girls in Tech и претходно веќе 12 години делуваме и веруваме во тоа дека доволно некој доволно од наша страна како организација да дадеме овозможиме можности за некој да дојде да се заинтересира да слушне нешто за нова технологија, а потоа да избере без да биде нели под влијание на оној стереотип за машка женска професија. Ризовска, вие работите како менаџер за бизнис и развој. Какви се младите генерации кога станува збор, новите генерации кога станува збор за снаоѓањето во работниот процес? Што е она што најмногу се бара денеска на пазарот на труд кога станува збор за квалификациите? Да, денеска ја би рекла дека во IT индустријата свесни себе дека постојано излегува некоја нова технологија. Постојано така да повеќе можеби се вреднува карактерот на човекот или способноста да се приспособи брзо, да се научи некоја нова технологија, отколку нели да е склон на комфорт зона, на репетитивни работи. Јас она што го гледам од младиот дел на мојот тим е дека навистина се многу брзо знаат да научат технологија. Значи доволно е само да решат и многу често се случувало и на надпревари каде што пример се хакатони или каде што требало да се направи некој одредено техничко решение и да не се познава некоја технологија, ако треба да се направи лесно, затоа што веќе ако една технологија знаете, нели го знаете начинот на размислување. Самиот начин на размислување доволно е да ве поттикне и полесно да го научите другиот јазик. Значи доволно е само да се склон да научиш нешто ново и да си спремен дека постојано ќе има новитети, дека постојано треба да се освежува знаењето. Во IT индустријата ако застанеш не тапкаш, напротив, одиш само надоле. Затоа многу е битно постојано да се надградува било кој професионалец. Вие сте коосновач на една добро позната платформа наречена е Ways to Help. Станува збор за платформа што ја развивате со цел луѓето да си помагаат едни на други. Како функционира платформата денеска во време на енергетски и финансиски кризи? Да, Ways to Help настана како победничко решение на стартап викенд COVID едиција во време на пандемија каде што никој од тимот не се знаеше меѓу себе. Меѓутоа бевме спремни со одредена наша вештина што веќе знаеме да придонесеме за позитивно добро или не знам подобрување во нашето општество. Се споивме со 5 луѓе, буквално не се ни знаевме претходно и работевме, меѓутоа она што беше клучно и визијата дека сакавме навистина да се најдеме на оние социјално загрозени семејства и во ситуација каде што и наш член од тимот беше во тешки долгови, имаше момент каде што и самата искажа колку би сакала некој да ми помогне со барем една исплатена сметка. И тогаш размислевме дека ако некој човек што е веќе работоспособен изгубил работа, како се сеќаат оние што уште толку можеби немаат, не поседуваат дигитални вештини, а останале нели на работна изгубена работна позиција и слично. Сватевме дека ќе помогнеме на вистина доколку го дигитализираме ова како решение и така ствари настана платформата за плати сметка на Ways to Help, каде што со 3 клика буквално се доаѓа до исплата на одредено семејство. Се гледа приказната за семејството, значи каква е ситуацијата во која се наоѓа и донаторот си избира нормално кој тип на сметка колку може да се дозволи да донира од таа сметка и директно се исплаќа на евана конкретно доколку е за струја или евентуално за интернет нормално на Телеком и за вода во градот каде што е алоцирана сметката. Ми беше битно да подпомогнеме барем малку додека некои од овие семејства стапат во можност да се повторно нели на нозе и да работат и да се работоспособни. Она што нас не радува е дека плати сметка не е решение што
Тоа е со цел да ги онеспособи овие луѓе, нели, да им рече, да им даде верување дека окей, некој ќе има некој што ќе ми плати сметките. Како напротив, тоа е со намера да им потпомогне привремено додека они пркнат, па да можат, нели, понатаму да им се помогне и понатаму и со вработување и со знаење. Склопот на Ways to Help и на Women in Tech е многу интересен затоа што Women in Tech на некој начин со едукација поддржува подолгорочно помагање на овие семејства и оспособување со одредена вештина, која што утре во иднина на овие луѓе ќе им се најде и на дечиња, што се нормално социјално загрозени семејства, ќе им се најде работа и ќе можат нормално самите да се издржуваат својата фамилија. Многу се радувам што има веќе успешни приказни, иако оваа приказка со Ways to Help е веќе 3 години. Имаме ситуации каде што семејства каде што 5 години немале струја, а детето учело под, не знам, свеќа. Во моментот кога запалило струја, значи почнале да плачат и понатаму продолжува и на нас дополнително целовремено ни испраќа свидетелства како со сите петки е завршил, како уствари, значи не ги добило донациите, не ги сватиле туку така. Ете некој ме помнал, туку навистина возвраќаат со тоа што ни покажуваат дека навистина се трудат да се оспособат и кариерно за да, нели, во иднина останат оспособени. И она што ме радува е што самите тие кога веќе ќе пркнат, нели, кога ќе можат да заработуваат, се пријавуваат и сакаат да ни помогнат и да помогнат на останалите тие семејства кои што имаат исто така потреба од ваков тип на донација. Ризовска, постои емпатија во земјава? Постои слух кај организациите и институциите да донираат на оваа платформа, а тоа да не биде повод празници или дел од некоја PR кампања и стратегија? Верувам дека да. Нашата платформа всушност и самата по себе не ни можеш да оставиш име и презиме или не знам како се викаш од која компанија доаѓаш. И фактот дека веќе имаме над 3000 донори и над 70.000 евра исплатени сметки, нас ни кажува дека постои доверба, постои емпатија, постои потреба за помош, меѓутоа потребно е да е транспарентен процесот и да сме доволно јасни и чисти каде одат тие средства. Многу често луѓето се разочарале, можеби донирале некогаш, меѓутоа се разочарале во самиот исход. Ние гледаме максимално да пазиме во тој аспект да се проверат сметките, да се провери на кое семејство се не може секое семејство да на нашата платформа не секое семејство се става. Се проверува низ 3 чекора, значи се гледа дали е социјално загрозено семејство, дали потекнува, дали се можеби од самохрани мајки, дали се во ранливо семејство, дали има дечиња. Значи доколку се помени низ таа призма, се гледа дали нормално луѓето се работоспособни и врз таа база понатаму организацијата со работник наша директно оди и ги проверува на лице место дополнително за да провери дали тоа семејство е веродостојно. Тоа што нас не дава дополнителна доверба е дека нели не се туку така земени семејствата, туку дополнително се проверени и плюс нашите донори можат дефинитивно да се сигурни дека тие средства што они ги донирале, макар и 100 денари, секогаш одат во правите раце, бидејќи onda директно се исплаќа на сметката на тоа семејство. Многу внимаваме на довербата. Мислам дека постои голема емпатија кај сите нас, меѓутоа е многу потребно и доверба да се има во самата донација или во самиот процес на донацијата. Мислам дека во самата пандемија се разви оној онлайн активизам каде што самата заедница на Ways to Help, каде што многу луѓе изразија поддршка доколку пример во тој момент немале можност да исплатат сметка финансиски, имале можност да имаат нормално да искористат интернет, доволно само да споделат приказната за било кое семејство, да се поддржи. Многу фирми и компании ни изразија желба за соработка, исплатија многу голем број на сметки и баш она што кажав, многу се радуваме што иако постоиме како неколку луѓе што се собрале, нели направиле некој вид на донација, ова сакаме да остане и понатаму и да остане како репетитивен начин каде што можеш навистина да помогнеш на правата семејство доколку сакаш и си во можност. Ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинка. Благодарам и на вас. Толку за вечерва, довидување до идниот петок во исто време 20 часот и 45 минути со нови теми и соговорници следете не за 7 дена во исто време. Довидување.